Народе, чуй и почуй, ова не е лек за настинка, ова не е нова вакцина, ниту нов договор за продавање име и идентитет, не е нов заем од Светската банка за крадење пари. Ова е втора сезона на Прекутасевски шоу. Македонецот е познат по тоа што џабе работи, ама џабе не седи. Па така и јас, по милионите што ги заработи во првата сезона, мислам на гледаност, лајкови и по некоја клетва, се враќам со втора сезона во која пак сите што на народот му доаѓаат преку тасета, ќе ги ставам на масава и ќе ги исплескам по газето. Гледате, имаме ново студио, истото е донација од парите на нашите деца, кои што ги заработија од мекици, ги ставија во нивната касичка прасичка, но ние ги украдовме од тамо и успеавме него да го направиме ова што вие го гледате. Камерите пак се донација од едни прекрасни дами на кои им посакуваме само успех во животот, но и во бизнисот. Делот студиото што го гледате, мислам останатите делови, се донација од еден наш другар од Нижде, исто се презива на Ич. А телевизорот? Телевизорот што го гледавте го донесовме директ од дневната соба. Там, зип, пау. Почнуваме со плескањето. Пред неколку дена сатрапиве од власта на СДС и ДУИ не им изгласаа на пензионерите 20% покачување, иако им го ветуваа кога ги донесоа оние фамозни 18.000 поради кои пола Германија цела недела чекаше на Табановце да влезе у земјава. Истиот ден, СДС и ДУИ им го фукнаа традиционално и на земјоделците, но за нив некој друг пат кога врбата ќе роди грозие, а она истото ќе му го продадат на тиквеж. Пензионерите во северна наша Вукојебина се познати по тоа што иако за време на режимот пензијата нон-стоп им растеше, иако бесплатно се возеа со автобуси на жичара, иако сите одеа по 5-6 пати бесплатно во бања, не можеа да ја одолеат на лажната носталгија по комунизмот и со своите ценети гласови ни го донесоа црпнатиот Зоќе до 48 пратеника, што потоа беше доволно за да ја украде владата со зелениве демократи од ДУИ. Оттогаш Бело видело не видоа од него. Па ни сега од неговиот наследник со надимак ко Турција на англиски јазик. Ама пак продолжија да заинат на државата Македонија, да го величаат и да му даваат признанија и да не дотепуваат на секој избори. Ми се враќа онаа слика на оној џомити првоборецон кој веројатно 1941 година имал 3-14 години и се влечел за магарето, за опашката на крајот колоната, ама не му беше кусо да излезе на бина, да се гушка со црпнатиот и да вели како се борел за Македонија, за Северна Македонија. Дека староста му го земала паметот ке поверувам, ама дека заборавил кај живеел 70 години, тоа тешко ќе ме разубеди. Ама во одушевувањето од Зоки одамна ги надмина државниве граници. Абе млечниот пат го надмина, се лансираше во вселената. Па така покрај Нобеловата награда и најдобриот пранк на деценијата веројатно му требаше и пофалба од прославениот партизански дедо Ное што се борел за Норвешка, ама дури сега дознал. Кој сум се борел и за Норвешка, внучко. Слушам од покајани СДС-мовци дека Зоќе неколку пати сакал да им ги покачи пензиите, ама се пишманел велики, што ќе им бе пари на пензионериве, порано ги даваа на внуците, сега внуците им се во странство, доста им се и овие пензии. Само еднаш пуштил срце во 2020 година кога им направил покачување од 49 денариве. Шо би рекол Аца Лукас, где си била кад сам био Нико? Зоќе, после тоа не можел да спие цела недела, се каел. Брзо потоа се вратил на старото добро безгрижно спиење, без мува да го лази кога од Филипче разбрал дека фондот се ослободил од 3000 пензионери по природен пат и тоа само во Скопје. Дали има врска за доснувањето на вакцините, не знам. Ама некој вирус ги фатил, се шушка така.
но радоста кратко му траеше. Кога ги изгуби пензионерите, ги изгуби и гласовите на кои не им даваше буквално ништо. Цели фамилии, помножено со 3000, таман толку да биде згазен на локалните избори 2021 година. Повторно пензионерските негласови беа пресудни, затоа и ги замолувам пензионерите да ми бидат живи и здрави и на следните вонредни парламентарни избори да не се глупираат, туку да си ги вратат децата во Македонија. А новата власт вети дека веднаш ќе им ги дигне пензиите. И јас ќе ги држам за збор. Инаку и тие ќе бидат преку Тасевски, мислам ќе ми дојдат преку Тасевски, мислам во шоуво. ЕУ и НАТО им стегнаа санкции на русите. Ке му го стругнат на Путин со зелено джамче. Абе оваа војна ќе потрае. Русија има залихи од 700 милиарди евра и ова е планирано најмалку 8 години. Јај шо ЕУ и НАТО му стегнаа санкции на Путин. Ама ние шо му стегнавме бе. Кога чул Путин сигурно му се јавил на тач и му рекол: "Џабе санкциите бе дечко, ако мислевте да не лишите од лубриканти, ние онака не ги користиме. Кај нас русите уште важи онаа народната сине Николај, сух га набутај." За ова прашајте ги Столтенберг и Бајден, но ти не стигнаа да се подмачкаат. А кога сме кај санкциите, таче забрани прелет на руски авиони на нашево небо. Зошо бе човек ги подсетуваш русиве дека постоиме на шупакот на НАТО? Зошо бе човек, а? Ај вака, стај се на прс на чело и размисли си, зошто им забрани на русиве да летаат на нашето небо? Абе зошто си давате толку на значење кога брбушка од прче позначено од вас во природата? Па моли Бога да не им текне наваму да ги летаат миговите бе. Верувај, дозвола од тебе нема ни да бараат. Таче, звукот на МиГ-31, ако ти помине на 200 метри над тоа тимбата, абе одма коса ќе ти порасне од стрес, као Джими Хендрикс ќе станеш у тоа главата. Foxy lady, come on and get ya, бам 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 бам. Па уште ако те замалаат со 2 ракети, па ќе немаш што да пријавиш у анкетен лист кој ќе си одиш од функција бе. Ќе пишеш: "Абе прелетаа русите без моја дозвола и сега немам ништо. Гол сум ко пиштол." Освен што порасна нели косото МиГ 37 кога ми прелета на тимбата. Не бе, еј, вас мора да ве дрогираат со нешто, абе 100%. А ми текнуе на тоа јаболчето што му го даде онаа бугарската новинарка на Таче кога ни дојде Петков на гости. Нели по средбата, откако го прими јаболчето од бугарката, Таче даде една ваква изјава: "Ке победам на овие и на следните избори." Таче, ќе победиш, ама на избор на Ќустендилска убавица. Абе кој знае каква дрогица му турил Петков во тоа јаболчето што му го дадоа. Нашата власт е квишлиншка и марионетска и како и сите влади на Балканот кои се едногласни во одбрана на НАТО и спинување против мотивите и делата на Путин. Така им е наредено. Затоа на нашите пострани медиуми нема да чуете друго мислење освен тоа дека русите се лошите во случајот. Скорена се, владата побара да се блокираат руските ТВ канали и медиуми во Македонија. Абе не е важно дали тоа го побарале од нив НАТО или ЕУ. Абе ова е гебелсовштина бе, нацизам. А нашето право за објективно информирање, тоест нашето право на објективно информирање, а да ја чуеме втората страна, Шо беше со тие моменти? Ај па талете го тој луксус. Ова нека ви биде доказ во каков тоталитарен и информативен мрак живееме. Мислам, ако до сега не ви стана јасно ова кога беше короната во прашање, еве ви сега уште една потврда. Нели, ние сме бели, тие се црни, ние сме добрите, тие се лошите. Лика и прилика на европската инфантилизирана и дебилизирана цивилизација. Да не се чудите ако во блиска иднина не се сотреме во голема војна. Штета што комплетно се ставивме на услуга на неофашизмот, драги мои гледачи. Иако претходно секогаш сме биле на вистинската страна. Не е важно колку од нас се против тоа, но официјално ние сме измеќари на фашистички сојузи и алијанси. И да си го признаеме тоа, крајно време е. Уште потешко е што фашистите на кои им се поклонуваме се инфантилизирана орда самопреценети бюрократи и манипулатори со фикс идеја дека можат да го контролираат секој дел од стварноста. Оти во нивните глави не постои туѓ интерес освен нивниот,
Само тие се важни. Само на што тие ќе го кажате вистина. Затоа бараат од своите измеќари да воведат цензура за информирање. Затоа нема да чуете збор кој ќе го осветли мотивот за војната на Путин, како што ја нарекуваат, нели? Затоа нема да чуете поинакво мислење на медиумите на нивните измеќарски режими. Ова е понижување во каков свет се разбудивме. Ај, викам, да прошетам по нашиве медиуми пред некој ден, некаде може ќе чујам нешто поразлично за војната во Украина. Може погрешка ќе им се испушти, барем дека за тепачка се потребни двајца. Nicht бе! Nein! Jok! Gewesen sein! Ни случајно не им се испушта. За нашиве, како и за другите медиуми на европската нација бирократија, не постои алтернатива и нијанси на сиво. Резил, да му се кренат сревата на човек. И вие како новинари и уредници, мислам на нашиве, уште мислите дека тоа не го гледаме? Па тогаш сте подебилни од вашите газди од кои примате нарачки. Па после се чудите зошто кај нас имало многу симпатии кон делата на Путин. Се чудите заедно со овие квинслинзиве во власта што се. Па гледаме дека силеџиски се обидувате да ја скриете вистината. Вие сте пропагандни гласила, а не медиуми кои објективно информираат. Дали е за вас нормално она што го бараат неофашистите да не гледаме руски филмови, да не гледаме Большой балет, да не го слушаме Чајковски, Мусоргски, да не го читаме Солженицин? Тоа за вас е нормално? Така? Па на многу опасен пат сте. На многу опасни луѓе им служите. Многу поопасни од вашиот омразен Путин. А поопасни се, зашто се со мозок на дете од 2 години. Ако им ја земеш играчката, се трескаат од земја. Не размислуваат за последиците на своите постапки, дури ако постои можност да се само повредат при тоа трескање. Запамтете го ова. За Славјанка и татковината напред! Таа е железната леди на НАТО. Со Славјанка нема трте-мрте. Има само трте. НАТО го знае тоа и затоа прва ја пуштија да му се закани на Путин. И ова прва почна, ама која почна, ќе видиш ти ботоксиран еден, само ако ја пипнеш Украина, жестоко ќе реагираме. И истиот час мене ми се јави од Кремљ, нели оти сум ја познат руски шпион. И дека по таа закана од командантот Славјанка ми каже од Кремљ, Путин побарал ноќта да спие со запалено светло. Абе до ден денес спие со запалено светло. Па Славјанка да ти се појави ноќе не е за фрканција? Сега во Кремљ кружи една друга верзија на настанот во која се вели: кога Путин ги чул заканите од Славјанка, морале да го турат во индуцирана кома оти за малку ќе им умрел на раце од смеење. Она бе, изгубил контрола над себе. А се разбудел и ќе почнал од смеење да се моча, а овој докторов пап инекција и одма го враќал у кома. Башка, ко бил буден поради Славјанка, имал и психотични епизоди. Одел на раце по ходниците на Кремљ и се дерал. Славјанке, а кога кинама? Удри малку по Кина. Кина тебе ти е главна цел, знам. Кина, ова со Русија ти беше само загреванција. Абе, тотално одлепил човекот, ми кажуваат од Кремљ. После викаат, ке излезе, вика после Путин на балкон и само се дере. Ну, Славјанка, ну пагаджи! Да биде несреќата на Путин уше поголема и Бујар му се закани кога и порача на Славјанка. Ој, Моренусе, ој, ако ја нападнеш Москва, да си ме чекал мене пред Москва. Штом ги допродадам бозата и толјумбите, одма ќе дојдам кај Москва. Без мене да не си влегла у тој Москва. Окупацијата мора да ја изведеш според Рамковен. Јасно, имаш поздрав од Таче, во Куманово познат како Чурка. И ти праќа специјални гачи за зимски војни услови од Серада од Фичо. Славјанка и Бујар, каква комбинација. Абе, што е НАТО без вас, бе? Гола вода, бе. Напред наши Путин се плаши и треба да се плаши. Јако има 6500 нуклеарки, 2000 повеќе од цел НАТО. Абе, голема крастајца па ако има нуклеарки. Па Славјанка ако му се испрди, ќе треба по Сибир да го бараме. Арно, ама, што се случи? Изгледа оној Путин не ја послушта Славјанка и ја нападна Украина. Купувајте тоалетна хартија, луѓе! Купувајте тоалетна хартија! Купувајте тоалетна хартија! Украина е некае! Па што знае ракета што се 2000 километри, што би рекол покојан Балашевиќ? Славјанке, ела сега ти да го убедуваш Путин да не прати 2 ракети наваму. Па морам сега јас да го молам, нели, као руски шпион, како негов човек. Не мој бе човек, ама јас стварно вака ќе му кажам, не мој бе човек, имаш купо обожаватели во Македонија, па ние сме реда ради во НАТО, па мораме малку да лижеме таму бе, инаку ние руси поише си сакаме да се разбереме.
Ми вика овој Путин, Сашенка, абе морам васпитно да делувам на вас со 2-3 ракети, бе, не поише. Иако знам дека и од една ќе се усерете, ама морам, бе, Сашенка, бе, морам. Па онаа Славјанка, бе, Сашенка, мора некој да ја истресе од гаќи, а тоа е можно само со ракета, никако поинаку. А тој па бујар, бе. Тој па тој бујар, бе, џабе коса пресадуеше. Па ќе му падне од дуплав штом го чуе звукот на ракетата. Така ми рече, нели тогаш кога ми се јави овој Владимир Владимирович. И да ставете на терапија таа Славјанка, она стварно поверува дека е железната лејди на НАТО. Абе Славјанке, ти може прдиш громогласно, ама Путин ко се распреде во Украина, пола свет фати да бега по скалико за земјотрес. Каде бе Славјанке, најде да го рчкаш Путин. Некој руски пилот на миг да фрли 2 водки, да скршне од курсот и да го помеша Скопје со Киев, па нема со што да го запреш да него пепло са градов со 4 ракети, бе. Дај бе, жено, затни се, бе. Дај бујар нека ти даде семки да грицкаш нон-стоп колку да не збориш. Или дај мавни тепсија тулумби да ги смириш хормоните за окупација на Русија што ги добиваш од време на време тие фикс идеи. Па на странска ТВ дава изјава на Путин. Вака вика, меѓу редови, нели? Ние сме во војна. Кога си во војна, секој што јаде баклави против нас или се обидува да ни наштети, го сметаме за непријател на Русија. Таче, ако можеш ова да го сватиш, пренеси им го на маршал Славјанка и на бујар со пресадената фризура. Доста изигрувате дворски будали на НАТО. Да знам, тешко е да се стои на страна со расцепено газе, ама Русија нас ни треба како пријател. Не сум јас за војна било каде, да се разбереме, никој не сака војни. Ама не летајте ко авиони без крила, пофалете го малку НАТО, тоа е во ред. Ама не рчкајте мечка у... Шка. И дај кажи тамо на маршал Славјанка да го симне тоа шлемот и нека спржне 5-6 јајца на око, колку да се смири. Зоче Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години колку што Зоќе неовластено беше премиер на дип шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Сургун чопек, auf Wiedersehen! Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоки Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ако Шеќеринска организира некаква журка на плоштад, да ги наредиме кондурите пред владата, за да можат невладините да лажат по белиот свет, како режимот ги избркал и сега нема кој да го гласа дуи и СДСМ најдемократските владетели во Европа и понатам. Сургун чопек auf Wiedersehen! Само не ми е јасно зошто Зоќе не му отворил на син му фирма за корнишони како што е фамилиарната традиција, туку за производство на струја, бе. И после ми текна. Му било глупо кога ќе се јавува за тендерите и кога ќе опрашаат зашто се јавил, да им рече па те барам, братче, за крастајците. Па не му личи на Зоќе да испраја криви крастајци. Тој е бизнисмен од висок ранг. Кривите крастајци од 250 денари му ги остави на соголениот народ да ги шмука. Тоест да ги јаде со гледање преку излог. Се фати Зоќе за струјата. Прво ја поскапе, па потоа отвори фирма да не му се мучи дете во нашиве деца у странство. Или тука што се како што се мачат по фабриките и овие кафиките за 18.000 поново, нали? Пардон, само Дуле не е дете. Да се разбереме. Деловно е способен, има 18 години. Така да од сега, така и ќе му се обраќаме. Бизнисменот Душко Заев. Ви се молам. И не е точно дека нема врска со бизнисот со струјата. Кога дедо му уште на времето имаше патентирано струја без плаќање, дури и патентот му беше потврден со судска пресуда, ако ме разбирате што сакам да ви кажам. Нали? А и татко му Зоќе има врска со производство на струја. Нели струјата оди во Македонија, во Северна Македонија по жици, а Зоќе не молеше да не му ја пипаме жицата.
мислам жицата македонска, сакал да каже, не пипајте, ќе нема дете во леп да јаде, мора нешто да работи, што и да е, струја, мислам, кој ти дава, ама више од тие крастајци, па досадно е, само крастајци да продаш, за крастајци да се фаќаш цел живот, крастајца, овде крастајца, онде крастајца, крастајца, не оди, досадно е. Кога вашите деца мораа да емигрираат, кога Пендаровски рече дека и он да не бил председател ќе си одел од Вука Јабинава, па нели е греото и Дуле Заев да си оди? Ви се молам, нали? Сургун, Ќопек, ауфидерзен! Нека остане младичот и нека ни буфта струја по нови цени. Битно е да дрма добро, а и струјата и марихуаната дрмаат здраво. И кеш има бе, па греото е без пари да работи, ко децава наши по кафичиве, нели на функционериве што ги отворија. А и фирмава ја крстиле со мерак бе. Абе, поетски. Total Energy. Цело е кога има се. И тоа се е само за зоќе, ништо за другите. Тотално се. Кога тотално ќе ја сјебеш државата, кога тотално ќе смениш се, кога народот тотално ќе го осиромашиш, кога тотално ќе ја изгуби тој народ надежта, тогаш се појавува Total Energy. Фати жица. Целата енергија е од тука. Тотално сите тендари. Или ќе оставите нешто и за Кочо, а? За Кочо ти има нешто, а? За Кочо. И за овој од Дуи што ве бркаше со пиштоли, има и за него, а? Има. Мора и за него бе, тотално барем 25%, па Македонија да оди тотално у курац. Партон мислам, северна.